Дваесет прекршочни и 2 кривични пријави за 1 месец заработиле дивите продавачи кои беа распослани по струмичките булеварди. Локалниот совет за превенција со организиран пристап тргна кон решавање на долгогодишниот проблем. Целта, велат надлежните, не е само да се расчистат тротоарите, туку и да се спречи сивата економија во градот. Уште на самата најава, нашата цел не е да казнуваме. Неколку пати апелиравме дека мора да се тргнат, дека местото за продажба е во пазарите. Всушност и пазарот Чешел го отворивме да работи секојдневно, а не само сабота, токму заради да можат тие луѓе кои што немаат место на пазарот секојдневно преку целата недела да продаваат таму каде што има местото. Секој кој што го почитува законот, секој кој што ги почитува нашите апели, зборувам за сите чинители во локалниот совет за превенција, нормално дека нема да се соочи со казна. Стихино се решаваше проблемот со дивите продавачи низ струмичките тротоари во централното градско јадро. Поминуваа полициските службеници, робата се криеше и пак се распосталуваше. Од СВР Струмица децидни се дека ова е проблем кој нема да се реши сега и веднаш, но нема да ги спречи за понатамошно делување. Значи, при спроведувањето нови мерки, очекувано беше дека ќе не идеме на проблем, со оглед дека се работи за долгогодишен проблем. Но нашиот сегмент е да ги преземаме мерките во континуитет за да се даде до знаење на секој граѓанин дека нема отстапки од таквите активности, така да во делот на собрекајните површини, полицијата секојдневно настапува како што е на булеварот, така и на пазарите. Изминатиот месец по струмичките тротоари речиси и да нема улични продавачи, само најупорните, кои од минувач на минувач ја нудат робата. Надлежните институции кои се дел од локалниот совет за превенција се согласни дека решавањето на проблемот мора да се одвива систематски, со вклучување на сите чинители со цел целосно искоренување на проблемот.